Голем човек, голема слика. Почитувам председателе, почитувани колеги и пратеници, очекував од колегата Ален Ѓоргиев, пред се како лекар, да има малце повеќе доблест. Меѓутоа, за жал, ги изневери очекувањата и сметам дека денес има една многу поактуелна тема, околу која што би требале да подискутираме, околу ова убаво друштво на ујдисани, луѓе кои што продолжуваат да вршат терор и да вршат фалсификување на лични исправи. А овдека, ако гледате како извор е СРСМ, ОРГМК, ова е слика од вашиот официјален сајт. Значи, овие криминални луѓе кои што се во друштво на техничкиот министер за внатрешни работи се ваши членови. Почитувам колега Ѓоргиев, не може да ни убедувате дека нешто не чини кога СРСМ во здравството остави темнина, остави мрак, остави дупка. За време на владењето на СРСМ, ќе ви прочитам само неколку наслови, пошто гледам дека тука се карикираше од претходните говорници. Вика вака, Утрински вестник, 23.6.2003 година. Клинички центар без ехо кардиодиагностика за деца. Односно, врвната здравствена организација Клинички центар со месеци не функционира кабинетот за еходиагностика на одделот за детска кардиологија на клиниката за педиатрија. Господине Ѓоргиев, ако не сте во тек, ќе ви информирам дека во моментот се реализира проект за детска кардиохирургија, проект преку кој што се извршени 160 кардиохируршки операции на деца кои до сега требаше да заминат во странство за да бидат третирани. Ќе ви прочитам друг наслов. Вика вака, ајде, лекарите од неврохирургија ќе престанат да оперираат. Лекарите од неврохирургија во наредните неколку дена може да престанат да оперираат, бидејќи ги трошат последните инструменти за работа. Не е потрошен материјал, инструменти за работа немале луѓето. Ова е 29.1.2004 година. Еден убав наслов, што мислам дека ќе илустрира целата слика за здравството во време на СРСМ. 16.1.2004 година. Здравството во кома. Изворот е дневниот вестник Дневник. Пациенти со акутни мозочни удари не се хоспитализираат на скопските клиники, бидејќи за нив нема место. За разлика од вас, денеска, во скоро време на клиниката за неврологија беше инсталиран нов компјутерски томограф, кој доста го спомнате во вашиот говор, значи инсталиран е сосема нов компјутерски томограф за клиниката за неврологија. И во Скопје, покрај клиниката за неврологија, формиран е и центар за мозочни удари, кој што функционира во рамки на градската општа болница 8 септември. Институција во која што се третираат акутни случаи, во која што има можност во моментов да се вршат интервентни процедури за делување кои овие удари. Благодарам.